Среќен сум јас, среќен. Да сега да живеам тоа, многу е нешто. И среќен. Од стеблото на фамилијата видовте дека сме 55 членови. Многу ми е мило што дочекав татко ми до волку години да имат. Со звуците на неговата омилена песна Билја на платно белеше во ресторанот Вењанов коктел на познатиот угостител Бранко Вењанов во центарот на Неготино, Живко Михајлов од село Пепелиште на 9 јануари годинава, весело и бурно, како што доликува на секој славеник, но се чини овој по многу нешта единствен, го прослави 100-тиот роден ден, редок јубилеј за наши простори. Поканата да присуствуваме на прославата за нас беше убав предизвик, а факт повеќе беше и податокот што една се случува 100 годишен гостин да отвори свечено нов ресторан. Со камерата и микрофонот бевме дел од оваа несекојдневна прослава, каде ја почувствувавме радоста и огромното задоволство на дедо Живко, што на својот 100-ти роден ден ги виде сите собрани на едно место, доаѓајќи од разни места во Македонија и надвор од неа, вкупно 55 најмили, синови, керки, внуци, правнуци и праправнук. Атмосферата на прославата беше убав повод да ја подготвиме оваа емисија. По повод 100-тиот роден ден на Живко Михајлов. Точно пред 100 години, на 4 јануари 1900 година, во селото Горица на Василка и Павле Кралеви, така нарекувани во крајот, им се родил Живко. Историјата на Македонија и македонскиот народ во 20 век е и негов животен пат. По Балканската војна 1912 година и Првата светска војна 1914 до 1918 година. Со делењето на Македонија, селото Горица припаднало во Албанија. Неговото семејство, не сакајќи да живее под туѓа власт, се преселува во селото Пепелиште. Во ова село со својата сопруга Николина, Живко го продолжува фамилијарниот живот. Им се раѓаат 3 сина и 3 керки, од кои денеска неговото потомство синови и керки, внуци и внуки, правнуци и правнуки и праправнук, брои 55 члена. Тие денеска живеат во Пепелиште, Неготино, Кавадарци, Скопје и Белград. Од неговите потомци има генерал во армија, дипломирани економисти, инженери, докторка хирург, интернист и магистер психолог. Живко Михајлов работниот век го има поминато во селото Пепелиште. Работел како аргатин кај големопоседниците на земјата по селото и патот Старото Џаде, Неготино, Штип. До НОП 1941 до 1944 година, во која има активно учество. По војната работел како продавач во единствената продавница во селото до неговото пензионирање. Познат е и во селото и во околината како човек кој ги снабдува и услужува сите со сите потребни артикли за домаќинството. И по пензионирањето дедо Живко е активен. Во селото немаше црква. Тој организира одбор за изградба на црква. За неколку години црквата беше изградена, зашто тој доби посебно признание. Црквата беше изградена зашто тој доби посебно признание.
Библијата на македонскиот јазик, што му беше врачена од тогашниот поглавар господин Михаел од Македонската православна црква. Ние, неговото поколение, се гордееме со него и денеска ни представува задоволство што се собравме за да му го прославиме 100-тиот роден ден и да му посакаме убава старост од фамилијата. Живко и Николина Михайлови, деца. Ристо Михайлов, сопруга Крста, внуци Љубица, сопруг Боце, правнуци Сонја, сопруг Јовица, праправнук Дарко и Игор и Стојан. Нада, сопруг Димо, Валентина и Блаже. Менче, сопруг Мичо, Дарко, Данчо и Златко. Страшо, сопруга Лиле, Ристи и Катерина. Олга, сопруг Блаже, Милена и Тони, Зорица, сопруг Драган, Кристина и Весна, Николина, сопруг Крсте, Бошко и Дарко. Богдана Михайлова, сопруг Пешо. Јован Павлов, сопруга Милутинка, внуци Маја, сопруг Драготин, правнуци Миомир и Тања. Босилка Мицевска, сопруг Љубивој, внуци Горан, сопруга Кети, правнуци Дарио, Саше, Верица Елена. Павле Ристов, сопруга Верка, внука Билјана. Пенка Наумова, сопруг Живко, внуци Мери, сопруг Никола и правнуци Кристијан и Тони. Добро до 100 години ево да живеем и сега што така. Дали сте среќен што сте еве со вашето семејство? Среќен сум, јас среќен. До сега да живеем, тоа многу е нешто. И среќен. Имате многу спомени? Има спомени. Има спомени. Многу војни претеравте, нели? Претераме 100 години. Нека ве служи здравието многу години и вака да се собирате на секоја година. Ела ти. Јас сум Павле Ристов. Навистина е големо задоволство на родителот да му се слави 100-тиот роден ден. Ево ние денеска гледате овде кад цела фамилија сме. Од стеблото на фамилијата видовте дека сме 55 членови. Јас живеам во Скопје со фамилијата. Фамилијата моја е од 3 члена. На жалост, али доста е. Да. А инаку, што сте по занимање? Јас сум дипломиран економиста. Работам во собствено предпријатие, Воќаркоп Комерц Скопје. Предпријатие кое се занимава со промет на прехранбени производи, во главном увоз и извоз. Дали тоа значи дека наследивте нешто од вашиот татко? Па сигурно дека наследи, бидејќи он целиот живот работел во трговијата. Предпоставам дека наследив,
А нормално и кроз животот за тоа се школував, а и после кроз работењето. Ево, рачунам денеска дека сум еден од успешните стопанственици во Македонија. Босилка Мицевска се прозивам. Многу ми е мило што дочекав татко ми до волку години да имат. Ни мило ни е нас. И среќни сме денеска што дочекавме да прославиме. Инаку вие по занимање? Јас во конфекција работам. Колку деца имате? Две деца имам и едно внуче имам. Пенка Нумова. Мажена, имам две деца, една керка и син. Керката ми е мажена. Кое годиште сте? 43. А по професија? Работничка, работиме во фабрика за сокови. Така. Мило ми е вака што сме собрани сите. Каков родител беше вашиот татко? Кажете ми, дали беше строг или пак знаеше да попушти? Добар беше, добарен. Кој родител? Ко секој родител и да. Не беше строг. Па, строг беше малку, ама родител мора да биде строг пред децата. Ако не е строг, децава кој кај птаса ќе оди, вака. Дана Трајкова, најмалата ќерка. Радосно ми е што дочека, синот, таткото, се. Убаво ми е се. Срекни сте што еве сте на ова веселба? Срекна сум се. Со сопругата дали убав живот поминавте? Поминаме добро живот од душа. И детето ме слуша и да си работа, си чине, сето и тоа е и сега добри са пак. Децата. Дали се сеќавате, бидејќи вие сте поминали Првата и Втората светска војна, дали бевте во војска? Не сум бил. Не. Не. Така? А се сеќавате ли кога за некои настани? Знам, војска беа сите, ама ние така дојде јас не отидов. Ти работеше во Работеше, нели, позадина? Во позадината сега работав. Активиста? Во позадината, да. За Македонија ние се боревме. Ајде да чуеме кои беа ваши другари. Илчо беше од Кавадарци. Имаше Пјеро од Неготино еден. Беше и имаше горе беа сите таму. И така со ним. Со ним се работуваме и така. Да ми кажете што треба човек да направи, како да живее за да доживее 100 години? Што ќе направи ако добро, ако се гледат, се рани, се онек вид, ќе живеат. Ако не се рани, ако не се гледат, Бога ми тешко е доста. Дали треба позитивно да мисли, да не ги мрази луѓето, така ли е? Така. Треба сам да се старите, а иначе, ако не се стара сам. Со кого живеете сега? А? Со кого живеете сега? Сам или Ната, со кој син? со внукот живеа. Јас сум внукот Михајлов Страхил, внук од најстариот син на дедо Живко. А синот е починат? Да, татко ми е починат. 2 години што е починат, инаку бевме сите заедно во една фамилија. Како е да се одгледува еве 100 годишен? Од кога е кај вас он? Од кое годиште? Јас сум од раѓањето со него. Бевме сите заедно. Меѓутоа сега он заедно живееме, меѓутоа он е со мајка ми. Да ви кажам дека личите на него? Да, секако личам. Секако, да. На него личам и личам на синот негов, што е генералот. Да, он живее сега во Белград. Не е меѓу нас тука, од причини не можеше да дојде. Сигурно. Како е да се негува, еве, и до 100-та година, да изеде така крепко и така весело, барем јас така го оценив оптимистички и радосно. Сигурно дека е малку и проблематично, нели? Староста си ги бара и своите грижи и проблеми. Да, види, не е лесно, меѓутоа он имаше малци и проблеми со срцето. Имаме бајпас имаме ставено. Тоа еднаш, тоа е сега е ова е втор пат што му направивме бајпас,
Мислам другите органи се му се здрави, едино само со срцето што имаше проблеми. Со слухот. Да, со слухот сега има малце проблеми, меѓутоа е добро. Некој споменеве на кратко само додека сме до вас овде. Кој вас ви оставил впечаток и го памтите на еден начин, па и го кажувате на своите деца во дружењето со дедови? Види, еден настан ја имам со дедо ми, малце можда е непријатен настан, него па е настан доживљај еден. Да. Бевме на една слава. На слава и тоа беше кај неговиот брат. Тога малку знам дека се поднапи малку повеќе, а пред тоа па малце татко ми се налуте затоа што малку се напил повеќе. Инаку нема така, се е добро. Се е добро. Дали е оптимистички расположен? Да, расположен си е секој ден. Он си има своја пензија, си зема, си живее свој живот. Како му минува денот? Па да ти кажам, јас имам продавница една, бидејќи го продолжуваме неговото да, лоза, он беше продавач. Од давно, старо време беше продавач и па така јас го продолжувам неговото. И сега секој ден кога ќе стане на сабајле, она редовното што си е мијење тоа, потоа оди во продавницата, си седи таму во продавницата, па си оде на ручек дома и се така си поминува секој ден времето. Кристина. Која година влезе во семејството овде на Славеникот? Јас ли која година влегов? 48. Да. 48 дојде нас. Како ве прифати свекорот и свекрвата? Убаво, што да речам. Имавме добри односи спрема нас, не се каравме. Со свекрвата убаво поминавме, исто и со свекорот. На работа одев таа дома, ми чуваше децата, куќата, све дома. Свекорот дали беше строг? Не беше, што да речам, не може. Така. Дали нешто се сеќавате на некој убав спомен во дружбата со свекорот и свекрвата? А што, си имавме добри односи, слави едно друго. Добро е. А во Пепелиште живеевте? Да, Пепелиште живеев. Да, золвите си чека исто како. Идат на слави. Сега среќни сте? Смо задоволна кога да ми дојдат на гости. Вака сите да си ги видам, да и пречекам. Колку што си можам. Овој ден, 9 јануари, овдека сите собрани заедно, ова е само еден дел од најмладото потомство на Славеникот, ги има 18, а ова се најмладите правнучиња, тие сами ќе ни се представат. Како се викаш ти? Реците. Многу убаво е начешла, но затоа да го чуеме другото, како се викаш ти? Дарко. Дарко, колку години има? 5. А прадедо ти, среќен ли си што си овдека заедно сите и што славите 100 години, а? Да. А ти? Исто, нели? Ете, само толку и доволно е, на сметката на лицата зборува колку си они задоволни, а сега одиме понатаму малку на повозрастните правнуци. Ти си? Михајлов Ристе. Ристе, со дедо ти, како си живееш со прадедо ти, всушност, кажи ми? Па со дедо ми е супер, јас го чувам, му носам дрва, го одгледувам. И многу си задоволен? Да. Дали ти дава пари? Дава. Ти дава пари, да. А ти раскажува нешто од старото време? Па ретко ми раскажува. Ретко, нели? Да. А инаку како дедо како е? Добар ли е? Добар е. Супер. Не? Би го чувал ли 150 години? Би го чувал. Би го чувал. Одиме понатаму, така треба сите така млади деца да размислуваат. Ти си? Петков Тони. Тони, ти со дедо ти како си живееш? Кажи ми, го посетуваш ли? Понегдаш. Така. А дрва му носиш нешто? Кога се Пепелиште. Од училиштето некоја петка, четворка, му покажуваш ли? Не. Па добро, може другата година, така ли? Ајде, ти си? Весна Ристова. Весне ти, дедо ти, си го сакаш, почитуваш, нели? Да. Така? Да. Ученичката книжка му ја покажуваш? Не. А инаку на дедо ти нешто ако те прати негде ќе си купиш? Да. Го купиш ли? Да. И среќна ли си што си тука? Да. Што ќе му посакаш на дедо ти, кажи ми, овој ден? Да живее уште 150 години. Значи 100 и 150, 250. Вакви внуци треба да има секој дедо. Ти си? Јас сум Петкова Милена. Ти семејната лоза, што ја кажа, нели? И среќна си, нели? Што ќе му посакаш на твој дедо, кажи ми прва? Па среќа и најмногу да живее. Да живее. А со дедо ти често дружиш? Па поретко кога сум во Пепелиште. Кога си во Пепелиште. И сакаш ли да го гледаш, да разговараш со него? Па да. Да. Има многу нешто да се научат старите луѓе, така? Да. Добро, благодарам. Ти си? Михајлова Катерина. Ти, Катеринче, исто така читаше, нели, посветата на дедо ти. Како се чувствуваше тогаш, кажи ми?
Супер, да. Среќна, нели? А инаку живееш со дедо ти, така? Да. И како е да се живее со толку стар дедо, еве? Дали е тоа убаво и што мислиш ти? Што ќе му посакаш на дедо ти? Најпрво на првото прашање. Па ја мислам дека е убаво да се живее со стар човек, бидејќи дознаваш за сите постари времиња. Да. А ти имаш најстар дедо. Се гордеш ли со тоа? Да. Да. И нешто ти раскажува од старото време, го слушаш ли? Ретко. Ретко, нели? Ученичката книжка помалку така ја листаш? Да, му ја покажувам. Нели? И што ќе му посакаш на дедо ти? Па да живее уште 150 години. Добро е тоа, јас би ти рекла исто така и ти да поживееш уште 200 години, така ли? Благодарам. Благодарам и се најубаво. А, со тебе не разговаравме, така ти си? Бошко Зафиров. Ти имаш плави очи на дедо ти, така? Како е? Исто сите имате плави очи, тоа е убаво. А кажи ми, ти со дедо ти си живееш вака, разговараш со него, го посетуваш? Го посетувам и разговарам со него. И убаво ли е да си има стар дедо? Убаво е зашто разбереш многу од старото време. Така. И си појак посилен, нели? Да. Да. И на дедо ти најмногу што вака му користиш, еве? Му носиш нешто? Ако ти рече? Па, му носам. Така. Ученичката книжка ја гледа, нели? Зашто да не? Да. Некој паричка паѓа? Паѓа. И што ќе му посакаш на дедо ти, кажи ми, на овој ден? Ја ми посакал да живее уште многу години. Многу здравие да има, така? И она здравие што го има да го чува за сите вас, така? Да. Благодарам те. Дедо, честит ти роден ден, 100 години и чест ми е што ова кафана ја отварате вие. Во моето искуство 30 години како гостител ми е чест да дочека некој 100 години роден ден. Да ми живееш повеќе години и да се гледаме повеќе години во ова добар ресторант кој го отвараш се. Среќен роден ден. И што да додадеме на крајот, освен да си посакаме и ние да ја доживееме 100-тата, како дедо Живко, за кој овој ден ќе му остане, како што рече самиот, низ насмевка и солзи, најубав и неповторлив во животот, долг еден век. На разделба му посакавме, како и сите, да го служи здравието и да доживее уште некоја година, зашто староста, како ова на Живко Михелов, е убава кога си почитуван и сакан од сите, а најмногу од своите најмили.